Митот за хималајската сол, дали плаќаме повеќе за обичен маркетинг? Хималајската сол често се представува како поздрава алтернатива, но нејзиниот состав е речиси идентичен со обичната кујнска сол. Иако е 3 пати поскапа, таа е главно натриум хлорид со минимални траги од минерали. Зошто е маркетиншка измама? Минерали во траги. За телото да има корист од магнезиумот и железото во неа, би требало да внесувате над 30 грама сол дневно, што е опасно по здравјето. Недостаток на јод. Оваа сол најчесто не е јодирана, што може да предизвика проблеми со тироидната жлезда доколку не се внесува јод преку друга храна. Контрола на натриумот. Дневна доза. Препораката е до 6 грама, додека просекот е околу 9 грама дневно. Тивок убиец. Вишокот сол води до висок притисок и срцеви проблеми. Најголем дел од неа доаѓа скриен во преработената храна. Паметни решенија. Користете зачини, билки и лимон за да го подобрите вкусот на храната. На сетилата им се потребни само 2 недели за да се навикнат на помалку солена исхрана. Посни кјофтиња од леќе и хејда. Здрав и заситен оброк кој е одлична замена за месо. Потребни состојки. Основа: по половина шолја леќа, хејда и моркови. Поврзување: средина од 2 до 3 парчиња стар леб. Вкус: прас, лук, макдоноси, зачини, сол, бибер, кари. Подготовка: варење: леќата се вари 30 минути, а хејдата додека не ја впие водата. Морковот и празот се барат на пареа. Смеса: се сечка ситно, се меша со натопениот леб и зачините. Се остава кратко да отстои за да се впие влагата. Печење: се обликуваат кофтиња, се валаат во палента или презла и се печат на 200 степени околу 40 минути до 1 час.